Утрински стихови од Библијата. 12 март. Природата е послушна на неговата волја. Оние што живеат на крајот на земјата се плашат од твоите знаци. Ги полниш со радост утрата и вечерите. Ти ја посетуваш земјата и ти ја напојуваш. Ја збогатуваш неа многу. Божјата река се наполни со вода. Ти им обезбедуваш жито на луѓето. Вака ја подготви земјата. Псалм 65, 8 и 9. Земјата е Господова. На неа може да се види дека и живата и неживата природа се покорува на неговата волја. Колку чудесно, со каква воодушевувачка убавина е уредено се во природата. Насекаде ги гледаме совршените дела на големиот уметник. Небото ја објавува неговата слава, а земјата, која е создадена заради среќата на човекот, ни зборува за неговата неспоредлива љубов. Нејзината површина не е монотона рамнина, туку големите стари планини се издигнуваат да придонесат за нејзината разноличност. Тука се бистрите реки и плодните рамнини, прекрасните езера, широките реки и бескрајниот океан. Бог ги праќа росата и дождот, за да ја освежат жедната земја. Ветровите, кои го подобруваат здравието преку прочистување и ладење на атмосферата, се контролирани од неговата мудрост. Тој го поставил сонцето на небесата, за да ги означува периодите на денот и ноќта, и со неговите благотворни зраци да ја дава светлина и топлина на земјата, предизвикувајќи растенијата да бујат. Ве повикувам да го насочите вашето внимание кон овие благослови од дарежливата рака на Бога. Нашиот добар небесен татко ни дал толку многу нешта за да ја зголеми нашата среќа. Тој самиот е извор на љубовта, дарителот на неброени благослови.